Метлата ќе игра и во државната администрација. Министерот Дамјан Манчевски најави темелно чистење до крајот на годинава. Вели дека следува комплетна реорганизација на јавниот сектор. Кон крајот на 2019 година ќе ги имаме првите видливи резултати од целосната реорганизација на институциите. Власта се правда дека за реформи во администрацијата требало време. Резултатите ќе биле видливи, но не се знае кога. Манчевски вели за 1-2, а можеби и 5 години. Мислам дека дел од работите се видливи, но по најголем дел нешто следува брзо, некаш нешто кон крајот на годината, нешто дури по 4-5 години. Навистина се работи за тешки и обемни процеси. Сепак, администрацијата изминативе 2 години се полнеше со партиски кадри. Алфа пред 6 месеци го објави скандалот со списоци за вработување што се правел во општинските организации на СДСМ. Тогаш телефонски сконтактиравме дел од нововработените и се представивме како да се јавуваме од владеачката партија. Работата е добра, комунални инспекција сум и ама мала е плата, тоа сам, друго ништо. По бурните реакции за непотистички и партиски вработувања, министерот за администрација пред неколку месеци изјави дека членовите на СДСМ една деценија биле дискриминирани. 10 години сите членови на СДСМ. Секој може да спори колку сака, ова го тврдам. Ние бевме најдискриминираната категорија на граѓани во државата. Не од 2011, од 2013, од 2015, од 2006. Пред изборите СДСМ ветуваше мала и ефикасна администрација која ќе биде вистински сервис на граѓаните. Сепак, во изминативе 2 години бројот на вработени во јавниот сектор растеше. Само лани се зголемил за 3346 мина и достигнал 132.068.